Точно ке ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Советот на град Скопје на денешната седница ја усвои одлуката за меѓуопштинска соработка со општините Киселавода и Шуто-Оризари, со што се отвора патот за реализација на неколку капитални инфраструктурни проекти насочени кон подобрување на сообраќајната и комунална инфраструктура. Во општина Киселавода е предвидено пробивање и продолжување на улицата Димо Хаџидимов до кружниот тек, проект за кој од град Скопје велат дека ќе придонесе за подобро сообраќајно поврзување, поголема безбедност на учесниците во сообраќајот и намалување на сообраќајниот метеж во овој дел од градот. Според градските власти станува збор за значаен инфраструктурен зафат кој ќе ја подобри урбаната мобилност, ќе овозможи поефикасно одвивање на сообраќајот. Со усвоената одлука започнува и реализацијата на повеќе капитални проекти во општина Шуто-Оризари. Планирана е санација на улицата Македонско-Косовска бригада 38, реконструкција на главната улица во населеното место Горно Оризари, како и санација на улицата 37, каде ќе се работи на унапредување на водоводната мрежа. Од град Скопје посочуваат дека овие проекти се одговор на долгогодишните барања на жителите и треба да обезбедат подобри услови за живот преку поквалитетна инфраструктура, побезбедни улици и посигурно водоснабдување. Од градската администрација нагласуваат дека ќе продолжат со реализација на проекти во сите скопски општини, со цел рамномерен развој на градот и еднаков пристап до инфраструктурни инвестиции за сите граѓани. Град Скопје ќе обезбеди финансиска помош во износ од 1.200.000 денари за справување со последиците од разорниот земјотрес што ја погоди Венецуела. Одлуката е соопшти градоначалникот Орце Ѓоргиевски, кој истакна дека донацијата представува хуман гест и символ на солидарност кон народот кој се соочува со тешките последици од природната катастрофа. Ѓоргиевски потсети дека Скопје има посебна причина да покаже поддршка во вакви моменти, бидејќи и самиот го преживеал катастрофалниот земјотрес во 1963 година, по кој светот се обединил во обновата на македонската претстолнина. Тој нагласи дека Венецуела била меѓу првите земји што тогаш испратиле помош за Скопје и дале придонес во неговата обнова. Според него денешната донација е начин Скопје да возврати на тогашната поддршка и да покаже дека хуманоста и меѓусебната помош не се забораваат. Од град Скопје изразија длабоко сочувство до семејствата на загинатите и поддршка до сите граѓани погодени од земјотресот. Од градската администрација нагласуваа дека оваа финансиска помош не е само материјална поддршка, туку и порака дека Скопје останува град која негува традицијата на меѓународна солидарност и хуманост. Скопје беше изградено со помошта на светот, затоа денес кога некој друг има потреба, наша должност е да помогнеме, порача скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски. Општина Газибаба објави јавен повик за субвенционирање на набавката на печки на пелети со цел да ги поттикне домаќинствата да користат поеколошки и поефикасни начини на затоплување. Од локалната самоуправа информираат дека мерката е дел од активностите за подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на загадувањето, преку замена на старите системи за грејење со еколошки прифатливи решенија. Според општината, користењето на печки на пелети ќе придонесе за почиста и поздрава животна средина, поефикасно загревање на домовите, намалување на трошоците за грејење на подол крок и поголема употреба на енергенси со помало влијание врз животната средина. Во јавниот повик се наведени условите за учество, потребната документација, висината на субвенцијата и рокот за поднесување на барањата. Од општина Газибаба ги повикуваат заинтересираните граѓани навремено да аплицираат и да ги искористат средствата предвидени со оваа мерка, која има за цел истовремено да го подобри квалитетот на живот и да придонесе за почиста животна средина. Општина Илинден започна со реконструкција и санација на Домот на култура во населеното место Мралино во рамки на програмата за обновување на домовите на култура на територија на општината. Проектот предвидува целосна обнова на објектот со акцент на подобрување на неговата функционалност, безбедност и енергетска ефикасност. Ке се реконструира кровната конструкција, ке биде поставен нов пластифициран лим како и нови хоризонтални и вертикални олуци, со што ке се обезбеди и подобра заштита и подолг век на траење на објектот.
Во рамки на реконструкцијата ќе бидат поставени нови ПВЦ врати и прозорци, ќе се обноват надворешните скали и терасата со нови плочки, ќе биде поставена и нова заштитна ограда. Предвидена е санација на фасадата, додека во внатрешноста ќе се постави гипс картон, ќе се изврши глетување и молерисување на зидовите, како и целосна замена на внатрешното осветлување. Увид во почетокот на градежните активности изврши градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, кој истакна дека обновата на домовите на култура е дел од заложбите за развој на културниот живот во сите населени места. Според него, со ваквите инвестиции се создаваат подобри услови за организирање културни манифестации, јавни собири и активности на локалното население. Од општина Илинден информираат дека средствата за реконструкција се обезбедени од општинскиот буџет. Во изминатиот период веќе беа обновени домовите на култура во Ајбатовци, Бујковци, Бучинци и Делрадовци. Локалната самоуправа најавува дека програмата ќе продолжи со реконструкција на останатите домови на култура на територија на општината. Општина Центар започнува со воведување нови дигитални решенија за унапредување на услугите за паркирање со цел граѓаните побрзо, поедноставно и без чекање на шалтери да ги користат услугите на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Градоначалникот Горан Герасимовски информираше дека во тек е развој на нови мобилни апликации преку кои корисниците ќе можат електронски да поднесуваат барања, да го следат нивниот статус, да добиваат навремени известувања и полесно да комуницираат со предпријатието. Покрај дигиталните услуги, општината планира воведување на паметни сензорски системи кои во реално време ќе ја покажуваат пополнетоста и расположивоста на паркинг местата. Според Герасимовски, ова ќе им овозможи на возачите побрзо да пронајдат слободно место, ќе го намали непотребното кружно движење низ Центар и ќе придонесе за поголема ефикасност во сообраќајот. Директорот на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар Душко Коцевски најави дополнителни мерки за потикнување на електронското користење на услугите. Тој информираше дека еднократниот надоместок од 350 денари за склучување договор ќе биде укинат за сите граѓани кои ќе аплицираат онлайн. Од општина Центар очекуваат новите дигитални решенија да го зголемат бројот на електронски корисници, да ги намалат гужвите на шалтерите и да придонесат за помодерно, побрзо и поефикасно управување со јавните паркиралишта. Општина Карпош продолжува со реализација на проектот за санација и реконструкција на урбаната опрема, во чии рамки се обновени уште 2 детски игралишта на територија на општината. На игралиштето на улицата Никола Парапунов поставени се нови лулашки, обновени се клупите, санирана и останатата урбана опрема, со цел просторот повторно да биде безбеден и функционален за најмладите. Реконструкцијата е извршена на детското игралиште кај Адреналинскиот парк во близина на кејот на реката Вардар. Таму се обновени повеќе реквизити и урбани елементи. Извршено е фарбање на опремата, затврстување на подлогите на лулашките, реновирање на клацкалките или згалките и замена на старите и дотраени дрвени конструкции. Од општина Карпош информираат дека активностите се дел од пошироката програма за обнова на детските игралишта, со која систематски се санираат претходно мапираните оштетени локации низ општината. Локалната самоуправа најавува дека реконструкцијата ќе продолжи во наредниот период, со цел децата да добијат побезбедни и поквалитетни уредени простори за игра, а граѓаните современи и функционални јавни површини за рекреација и дружба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја